Бајколент. Аудио бајке. Волкот и 7 јариња. Еднаш, на работ од една зелена шума, во мала бела куќичка со црвен покрив, живееше мајка коза со своите 7 мали јариња. Јарињата беа весели, разиграни и многу љубопитни. Секој имаше свој карактер. Првото беше најхрабро. Второто беше најљубопитно. Третото сакаше да пее. Четвртото беше многу внимателно. Петтото постојано поставуваше прашања. Шестото беше најбрзо, а седмото беше најмало и најнежно. Секое утро мајка коза одеше во шумата да набере свежа трева и билки. Но пред да замине, секогаш ги предупредуваше. Деца мои мили, бидете внимателни. Во шумата живее лош волк. Тој ќе се обиде да ве измами. Не отварајте му на никого освен на мене. Ке ме препознаете по мојот мек глас и по моите бели копица. Да, мамо, весело одговараа јарињата. Еден ден, што мајка коза замина, зад едно дрво се појави волкот. Тој одамна ги наблюдуваше јарињата и смислуваше план. Ха-ха, денес конечно ќе ги излажам, си рече тој. Се доближи до куќичката и тропна на вратата. Троп, троп, троп. Кој е? Прашаа јарињата. Со груб и длабок глас волкот рече. Отворете, деца, јас сум вашата мајка, ви донесов вкусна трева. Но јарињата веднаш препознаа дека тоа не е нивната мајка. Ти не си нашата мајка, таа има мек глас, а твојот е груб, извикаа тие. Волкот се налути, но не се откажа. Волкот отиде до продавницата и купи мед и млеко за да си го омекне гласот. Го испи млекото, изеде мед и пак се врати. Троп, троп, троп. Кој е? Прашаа јарињата повторно. Со помек глас волкот рече. Деца мои мили, отворете, јас сум вашата мајка. Јарињата се приближија до прозорецот и рекоа. Покажи ги копицата. Волкот брзо ги сокри своите црни шепи зад грбот. Еве ги, рече тој. Но јарињата забележаа дека се темни. Нашата мајка има бели копица. Ти си волкот, извикаа тие. Лутиот волк отиде до мелницата и ги потопи шепите во бело брашно. Сега неговите шепи изгледаа како вистински бели копица. Повторно тропна. Троп, троп, троп. Кој е? Прашаа јарињата. Со најмек глас што можеше да го направи, волкот рече. Деца мои, отворете, вашата мајка се врати. Покажи ги копицата, рекоа јарињата. Волкот ги подаде своите бели шепи низ прозорецот. Јарињата се погледнаа меѓу себе. Гласот беше мек, копицата беа бели. Може би е мама, тивко рече најмалото. И тие ја отворија вратата. Волкот веднаш втрча внатре. Јарињата исплашено почнаа да трчаат и да се кријат. Едно скокна под масата, едно се сокри во креветчето, едно влезе во шкафот, едно зад завесите, едно во рерната, едно во корпата за перење. А најмалото се скри во кутијата од часовникот над зидот. Волкот ги најде речиси сите, освен најмалото. Кога се измори и се најаде, тој легна под едно големо дрво пред куќата и заспа. По кратко време, мајка коза се врати. Кога ја виде отворената врата и растурената куќа, срцето ѝ се стегна. Деца мои, каде сте? Од часовникот се слушна тивко гласче. Мамо, тука сум. Најмалото јаре и раскажа што се случило. Мајка коза веднаш го пронајде волкот како спие под дрвото. Неговиот стомак беше голем и тркалезен. Таа внимателно го отвори неговиот стомак. И едно по едно, јарињата излегоа живи и здрави. Мамо! Радосно извикаа тие и ја прегрнаа. Наместо јарињата, тие ставија големи камења во стомакот на волкот и го зашија. Кога волкот се разбуди, почувствува страшна жед. Ох, колку сум жеден, мрмореше тој.
се упати кон бунарот да пие вода. Но кога се наведна, тежината на камењата го повлече и тој падна во бунарот. И така, лошиот волк никогаш повеќе не ги вознемируваше. Од тој ден, јарињата внимателно ги слушаа советите на мајка си. Тие научија дека треба да бидат внимателни, да не им веруваат на непознати и секогаш да ги слушаат родителите. Та куќичка повторно се слушаше смеа, песна и радост. А мајка коза секоја вечер ги прегрнуваше своите 7 јариња и им велеше: кога сме заедно и внимателни, ништо не може да не победи. И тие живееја среќно до крајот на животот. Ако ти се допадна бајката, притисни лайк, шер и сабскрајб. Се гледаме во следната бајка.